еве на нас продолжуваме со нашиот час по македонски јазик. Добар ден, драги деца, добар ден. Добар ден. Оваа наставна единица што ќе работиме денес е за учениците од 6-то оделение и ќе работиме за скратеници или скратување на зборовите. Што ќе научат денес учениците? Учениците ќе научат како се добиваат скратениците, како се добиваат скратените зборови, ќе знаат да ги препознаваат, ќе знаат да ги применат во текст и ќе умеат значи да ги напишат истовремено во даден текст. Што мислите, зошто ги скратуваме зборовите? Па наверојатно да заштедиме. Така, да заштедиме на време во говорот или во изговорот. Така, или кога пишуваме некој текст да заштедиме на простор. Да. Тоа е едно карактеристично својство на современиот македонски јазик, посебно во секојдневната комуникација, во секојдневните разговори. Што е важно? Треба да правиме разлика помеѓу скратувања и скратеници. Скратување е кога вршиме значи скратување на еден збор или негово скратено представување. А додека пак скратеници представуваат скратување на изрази или на јазични фрази. Како тие се формираат, односно како скратуваме зборови или како ги формираме скратениците, ќе видиме понатаму во текот на часот. Сега ќе почнеме од скратување на зборовите. Во правописот во македонскиот јазик има правописни правила кои што треба да ги почитуваме и да ги следиме во однос на скратувањето на зборовите. Сопишување, значи како кратиме? Сопишување само на почетната буква од зборот. Имаме дадено пример. Точка. Ако ја наведеме само почетната буква на зборот, тогаш ќе запишеме Т и го запишуваме правописниот знак точка. Село, ова може би сте го виделе, сигурно. Село, С точка. Сега тука имаме година или господин. Година, Г точка, меѓутоа понатаму ќе видиме дека година може на друг начин да се скрати тој збор. И господин Г точка. Како ќе знаеме дали е година или господин? Во зависност од смислото на реченицата. Да. Понатаму како ги скратуваме зборовите? Сопишување само дел од првата до првата самогласка во зборот. Го имаме зборот книга. Која не е самогласка прва во овој збор ако го гледаме зборот однапред? И. Ако го следиме ова правило, ќе треба зборот книга да го скратиме до првата самогласка, па ќе скратиме и добиваме КН. Број, познато, претпоставувам. Првата самогласка и единствена во зборот ни е О, па кратиме до самогласката БР точка. Член, истата ситуација. И друго. Првата самогласка во друго ни е У, значи кратиме и добиваме ИДР. Кај множина, еднина, множина. Првата самогласка ни е О, кратиме до првата самогласка и добиваме МН точка. Страница СТР, улица УЛ точка, ова сигурно веќе го знаете. Следниот начин на скратување на зборовите е сопишување само на првата или на првата и последната буква од зборот, меѓутоа има исклучоци кога пишуваме првата буква и последниот слог од зборот. Еве пример, доктор. Ако се придржуваме кон ова правило, ќе го добиеме следното скратување на зборот. Прва и последна буква во зборот, па добиваме ДР. Меѓутоа има ли разлика помеѓу овие скратени зборови горе и овие долу? Дали можеме да забележиме кој правописен знак го применуваме тука во овој цртичка. Во вториот случај или во следниот збор, господја, веќе тука станува збор за
скратување на зборот при што ја применуваме првата буква и последниот слог. Зошто? За да можеме да направиме разлика. Ако бидат и двете меѓу господја и господица, двете би требало да завршуваат г-а и г-а. Меѓутоа, како ќе знаеме која е господја, а која е господица? Да. И затоа се одвоени вака. Така. И четвртиот правилник за скратување на зборовите, според правоописот на македонскиот јазик, кога се пишува само дел од зборот, од почетокот на зборот, меѓутоа до самогласката на вториот слог. Да пробаме зборот професор да го поделиме на слогови. Про, фе, сор. Од тука доаѓаме до заклучок дека вториот слог ни е фе. Треба да го скратиме зборот до вториот слог, меѓутоа кратењето да дојде пред самогласката. Од тука добиваме проф. Истото хемија. Хемија. Самогласката во вториот значи слог ни е и кратиме до м. Само вака. Така. Денари. Сме го сретнале. Денари. Кратиме до а. Ја оставаме со гласката н од вториот слог и добиваме ден. И година, ова ви е познато год. Сега ќе разгледаме како ги скратуваме сложените називи или сложените изрази. До сега претходно зборувавме за скратување на зборовите, веќе ќе зборуваме за скратеници. Вообичаено сложените називи и изрази ги скратуваме на следниот начин. Со тоа што скратениците ги добиваат првите букви само од сложените називи. Има разлика меѓу нив во однос на нивниот изговор. Првата група можеме да ги погледнеме Министерство за внатрешни работи. Ги земаме во предвид само првите букви од сложениот израз, па добиваме скратеница М, В, Р. Меѓутоа, дали можеме оваа скратеница да изговориме слеано? Па не може. Не може. Затоа што М, В, Р. Затоа што се само согласки и изговорот не мвр. Така, ама еве тука имаме и самогласки. Општинско основно училиште. Исто, така. И двете самогласки не можеш. У. Македонски народен театар. М, Н, Т. Тука заклучуваме дека оваа група на скратеници не може да се изговорат слеано заради тешкиот изговор. Да. Следната група ни се скратеници кои што можеме да ги изговориме слеано. Повторно истиот принцип, се земаат само почетните букви. Пример, Македонска академија на науките и уметностите. М, А, Н, У. Ајде да пробаме да го изговориме ова слеано. Ману. Значи не изговараме М, А, Н, У, туку во изговорот повторно користиме некое слеано изразување. Македонски отворен театар. МОТ. Слеан изговор. И третата група на овие скратеници се оние кои што се формираат од првите слогови на еден сложен израз. Имаме таму пример Кумановска бања. Имаме сложен израз, меѓутоа само ќе ги изделиме првите слогови. Ку, ба. И добиваме скратеница за Кумановска бања, ку, ба. Да се збунат за ова. Така. И народен магазин. Исто е. На, ма. Да. Сте учеле дека скратениците или скратените зборови ги употребуваме најчесто и во математиката, тие представуваат мерки во метричкиот систем, па и таму имаме кратење. Грам го обележуваме со Г,
кај овој сложен збор, значи имаме килограм, като го добиваме од кило и грам од вториот дел од зборот, па добиваме скратеница КГ, меѓутоа многу често знаат и да се употребат и латиничните букви покрај овие кириличните. Истата е ситуација со метар, м, милиметар, м од мили и метар, м, сантиметар, с и м и километар, км. Што може да изведеме како правило или заклучок според правописот на македонскиот јазик? Дека имаме два начина на добивање на скратување на зборовите во македонскиот јазик и се применуваат два правописни знаци. Едниот е точка и вториот е цртечка, кој што го пишувавме кога се кратат зборовите меѓу првата и последната буква кога се пишува. Да. Сега имаме вежби. Откри ги зборовните изрази или зборовите кои што се кријат зад скратеницата или зборовите кои што се скратени. Така. Многу од нив сме ги сретнале досега. Да. Некои се актуелни на медиумите и во пишаните медиуми и во електронските медиуми. ЕУ. Европска унија. Европска унија. ООН. Нации. Обединети нации. ЕМБГ. Единствен матичен Број на граѓанинот. ЈСП. Јавно сообраќајно предпријатие. НБРМ. Народна банка на Република Македонија. ВЛ. Овие зборови се Владика. тука скратени. Па ВЛ. Владика, Владика. што е? Влез. 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 МР. Магистар. Магистар. С цртичка К. Сметка. 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 И така натаму и Т.Н. точка. Така Така наречен. Имаме домашна задача за учениците. Која е нивната задача? Дадени ни се зборови кои што ќе треба да се потрудат да ги скратат. Тоа се следните зборови: година, машки род, член, тон, множина, сантиметар, број, госпогица и литар. Да видиме, ученици, потрудете се, мислам дека ќе успеете. Одлично. Супер домашна задача. Имаме Одиме со сега джингл. Со джингл и Да, и потоа се одиме враќаме со следниот час исто македонски јазик. за седмо деление. За седмо така? деление. Да. Одлично.